Четврток, 5 февруари, кратки вести во 12 часот. Со поставување решеткаста метална конструкција за новата подлога продолжуваат активностите за санација на поширокиот дел на плоштадот Крушевска република кај Стариот Чинар. Во моментов се работи на потегот од поранешен 1 мај до ресторанот Стар Чинар. Подготвителните активности започнаа кон средината на ноември минатата година и со нивно завршување се очекува значително да се подобри изгледот на овој дел на градот. Повторно и повторно мапирани и исчистени 8 мини депонии, подигнати се 24 метри кубни кабаст отпад и градежен шут од Бејбунари Мегдани, населбите Далјани Гоце Делчев, улицата Галичица и кај стамбениот комплекс во близина на општата болница. На оваа тема сме зборувале многу пати, но свеста и културата на однесување и понатаму ни се на ниско ниво. Како да важи она, не можете да расчистите толку ѓубре колку што можеме да создадеме. Од јавното претпријатие Охридски комуналец неодамна за Супер радио информираа дека лани подигнале 5314 метри кубни најразличен отпад. Како решение за овој хроничен проблем ја посочија потребата од воведување на комунална полиција. Со традиционалната манифестација Прличеви беседи ќе се одбележи годишнината од смртта на поетот и преродбеник Григор Прличев. На пладне е свеченоста посветена на лауреатот на наградата Григор Прличев Братислав Ташковски. Утре ќе биде положено цвеќе на спомениците и панихида на гробот на ловороносецот. Прличева визита во Охридската библиотека како и свечена приредба по повод патрониот празник на основното училиште Григор Прличев. Свеченостите ќе бидат заокружени во сабота со 8-то издание на поетскиот караван Добри гости. Времето денес променливо облачно, дува умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.